Почитувани, добар ден. Повод за денешната пресконференција се долго очекуваните резултати за растот на бруто домашниот производ во Република Македонија во последниот квартал од минатата година, а со тоа и сликата за движењето во македонската економија за цела 2017 година, што пред малку ги објави Државниот завод за статистика. За жал мора да констатираме дека лошите економски политики на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз се одразија врз стопанството и неговиот раст. Годишната стапка на раст во 2017 година во Република Македонија изнесува 0. Во периодот кога вообичаено се очекува забрзување на растот на економијата по природен пат, а тоа е последниот квартал во годината, ова важи за сите земји, развиени и неразвиени, кога расте потрошувачката на населението, Република Македонија бележи минимален раст на бруто домашниот производ од само 1,2% и тоа представува трет најнизок раст во југоисточна Европа. Во услови кога цела Европа забележува високи стапки на раст, македонската економија стагнира и убедливо на дното. Ево за споредба некои од нам познати и блиски земји како поминале во последното тримесечие од 2017 година. Например, Словенија бележи фантастичен раст од цели 6%, Романија уште повеќе 6,9%, Бугарија 3,5%, Чешка 5,1%, Словачка 3,5%, Србија 2,5%, Хрватска нешто помалку 2%, а Република Македонија, да повториме, 1,2%. На што се должи ова? Мала анализа. На приходната страна, како што знаат да кажат економистите, исклучително се негативни податоците за растот на градежништвото, кои укажуваат дека во Република Македонија градежните активности значително се намалени веќе трет последователен квартал. Имено според податоците во четвртиот квартал, градежништвото забележало пад од околу 20%. Тоа е цената на стопирање на изградбата на автопатите и останатите капитални проекти. Дополнително, индустријското производство забележува низок раст од скромни 2,3%, значи ова се однесува на последното тромесечие лани, кој да подсетиме е движен во најголем дел од растот на производството на новите странски инвестиции во развојните зони, кои владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, смета дека се несоодветни за македонската економија. Исто така пад бележат сите останати дејности, информација и комуникации, финансиски услуги, јавна управа, одбрана, активности во врска со недвижниот имот, освен дејностите трговија и земјоделство. На расходната страна е она што е тоа што повеќе не загрижува. Пад од 1% забележуваат бруто инвестициите, кои се показател за идните движења во економијата. Падот на инвестициите укажува дека македонската економија и во следните години ќе остварува ниски стапки на раст. Дополнително, јавната потрошувачка изразена преку ниското ниво на реализирање на капиталните инвестиции представува негативен двигател на бруто домашниот производ. Податоците за бруто домашниот производ покажуваат дека извозот солидно расте, што во најголем дел е резултат на одличните резултати остварени од страна на новите странски инвестиции во развојните зони. Само за илустрација, Джонсон Мети во 2017 година извезло стоки во вредност од 1,6 милиарди евра. На крај, почитувани, кои се причините за стагнацијата на македонската економија во 2017 година, ова, за жал, сушна оаза во морето на просперитет во околните земји во Европа. Често зборуваме за објективни и субјективни причини. Во нашиот случај тешко може да се најдат објективни причини за падот на економијата. Она што најмногу влијаело во последните 3 месеци од минатата, а се чувствува и во текот на ова тромесечие, од 2018 година, се издишените очекувања кај економските субјекти од новата власт предводена од СДСМ. Јавноста веројатно се сеќава на големиот оптимизам кај населението и предпријатијата, вклучително и кај потенцијалните странски инвеститори, по смената на власта во 2006 година, кој се преточи во стапки на раст тогаш највисоки во Европа од близу 6%, а некако сега е на голема 0. Која е разликата? Почитувани, тогаш во економскиот тим на владата немаше членови кои, цитирам, ниту знаат, ниту се трудат, туку имаше посветени професионалци кои предизвикаа вистински пресврт во македонската економија во позитивна насока. Благодарам.